Почитувани граѓани, почитувани медиуми, би сакала да ви известам дека пратеничката група на ВМРО-ДПМН денеска поднесе предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за основање на анкетна комисија за скандалот во ЈЗ Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија, со која бараме продолжување на рокот за дополнителни 30 дена за сослушување на експерти и поранешни и сегашни носители на јавни функции. Досега се сослушаа повеќе од 50 лица, поранешни и сегашни министри и заменици, директори, раководители на сектори, вработени во надлежните институции, и тоа Министерството за здравство, ФЗО, МАЛМЕД, ДСЗИ, ЈЗ Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија и други. Во процесот на сослушување на овие лица се појавија нови и важни факти и околности за анкетната комисија кои што можат да придонесат до конечно утврдување на прекршување на уставните и законските одредби како основ за утврдување на политичка одговорност. Дополнително, во текот на изминатите денови беа објавени нови сознанија за случајот со онкологија, од кои може да се заклучи дека станува збор за основани сомневања за метастазирано диво месо во здравствениот систем и владење на канцер мафија. Овие нови сознанија за случувањата на онкологија, информациите кои беа дадени од досега сослушаните лица, ја наметнува потребата да се испитаат сите нови информации и да се продолжи рокот на работа на комисијата во делот на повикување на носителите на јавни функции, раководни лица во институциите и да се прошири опфатот на периодот на кој таа се однесува, вклучително и периодот од април 2023 година, на кој се однесува извештајот на ФЗО. Заради ова ја поднесуваме оваа одлука со која анкетната комисија ќе има дополнителни 30 дена за да повика и други заседнати институции и експерти. Го повикуваме парламентарното мнозинство и сите останати партии од опозицијата, доколку на вистина сакаат вистината да излезе на виделина, да го поддржат нашиот предлог. Вистината за канцер мафијата мора да се знае и тоа во целост. Одговорност за дивото месо во здравството ќе има со име и презиме. Дали има прашања? Апсолутно да, одлуки да се носат на пленарно. Ви благодарам.